Екстремни температури, поплави и суши. Сомнежот во климатските промени е се уште присутен, иако ефектите од овој феномен се видливи и ги доживуваме. Голема улога во одржување на овој негаторски однос кон климатските промени има пропагандата на нафтената индустрија, која е меѓу главните причинители за глобалното затоплување. Oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into, well, you name it, fabrics, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things. Уште во 50-тите години од минатиот век, кога климатските промени беа непознат феномен, големите играчи од нафтената индустрија инвестираа многу за да изградат имидж на добри момци кои го движат светот. Тоа е еден од основните постулати во маркетингот на нафтената индустрија, што се провлекува со децении наназад, а се користи токму и денеска. Во формирањето на позитивната слика на нафтениот бизнис не се изоставени ниту пак децата. Oil supplies power and lubrication for a multitude of America's industry. Стрипот на Дизни е добар пример за обидот да се влие врз најмладите. Од 80-тите години на минатиот век тој е направен во соработка со нафтената компанија Exxon. Во стрипот главни јунаци се познатите Мики Маус и Шилјо, кои одат на Аљаска за да гледаат како се црпи нафта од бушотините. Во стрипот се прави обид да се представат сите постоечки видови на енергија, но очигледно се дава предност само на нафтата, а како проблематични, односно несигурни се карактеризираат енергијата од ветерот и од сонцето. Exxon не е единствената компанија што користела стрипови за да допре токму до најмладите. Во 70-тите години американскиот нафтен гигант Амоко, кој подоцна беше купен од British Petroleum, објави стрип за моканците, примитивни луѓе кои сакаат да прават непристојни работи како што е користењето на обновливата енергија. И покрај раните предупредувања на научниците, уште од 60-тите години од минатиот век, големите нафташи не штеделе пари за негирање на фактите и за дефокусирање на јавноста од проблемот со климатските промени. We launch a fallout of litter. Добар пример за тоа е документарниот филм Heritage of Splendor, величествено наследство, од 1963 година во продукција на Richfield Oil Corporation. Во филмот, во кој главен наратор е поранешниот американски претседател и актер Роналд Реган, се опишуваат природните богатства на Америка, односно на САД, и се потенцира разумната употреба на нафтата и поволностите што ги овозможува нафтената индустрија. А пак, како главен проблем за загадувањето на природната средина се потенцира фрлањето на отпадоците. На почетокот на 21 век, нафтените компании целосно го менуваат својот пристап. Тие наоѓаат начин вината за климатските промени да ја префрлат на обичниот човек или на нас. Затоа ја пласираат идејата дека луѓето можат да ги променат нештата менувајќи ги своите навики. Станува збор за едно од најуспешните пиар измами во поновата историја, бидејќи придонела луѓето да се чувствуваат одговорни и виновни за климатската криза, која всушност е предизвикана од нафтената индустрија. Еден пак од главните новитети во оваа луцидна кампања за префрлање на вината е воведување на еколошки концепт за јаглероден отпечаток – Carbon Footprint. Имено, British Petroleum во 2004 година првпат промовира калкулатор со кој што секое лице може да пресмета колкаво количество штетни гасови се емитираат при неговите секојдневни активности. Деценија и пол подоцна, јаглеродниот отпечаток е насекаде. Агенцијата за заштита на животната средина на САД има сличен калкулатор. New York Times пак има водич како да го намалите вашиот јаглероден отпечаток. А терминот и мерењата стана општо прифатени кај пошироката јавност.
Еден од механизмите кои ги користат нафташите за ширење на својата пропаганда е ангажирањето на навидум независни научници кои ќе шират дезинформации во врска со климатските промени. Повеќето извори велат дека нафтените компании годишно трошат стотици милиони долари токму за финансирање на истражувањата на катедрите на реномираните универзитети и дека годишно одвојуваат околу 500 милиони долари за лобирање, што е успешна тактика со оглед на тоа што има многу примери на менување или на одлагање на легислативите ширум светот, кои се во насока на ограничување на употребата на фосилни горива. И целосен пресврт во пропагандата на големите компании од нафтената индустрија има во изминатава деценија. Тие одеднаш стануваат поборници за спречување на климатските промени и ветуваат инвестиции во обновливи извори на енергија. Станува збор за така наречениот greenwash. Нивните реклами ставаат акцент на обновливи извори на енергија, иако сумите кои ги инвестираат во зелени решенија се незначително мали во споредба со сумите инвестирани во фосилни горива. Карактеристично за Shell е што користи и познати лица и инфлуенсери за да ја продаде идејата за зелената енергија. Компанијата финансира реалити шоу во кое два тима од познати лица патуваат од едно до друго место, а победник е оној што ќе успее да допатува со помала емисија на штетни гасови. Денес пропагандата на нафтената индустрија главно зазема форма на реклами на социјалните мрежи. Како најголем проблем со рекламите се истакнува веќе посочениот greenwashing. Каква треба да биде улогата на образовните институции во борбата против пропагандата на нафтената индустрија? Образовните институции треба да бидат тие кои пред се го информираат народот, ги информираат младите и изборуваат за овие теми во образовните институции. Едноставно, бидејќи кај нас нема едукација за климатски промени се уште, има само неформална едукација. Доколку постои таква едукација на било кој степен од образованието, дефинитивно луѓето кои ќе станат возрастни, младите и луѓето, ќе знаат како да ја препознаат пропагандата, ќе знаат како да препознаат дали некоја нафтена компанија навистина се залага за тоа што го прави, зборува или финансира, или ги лаже. Каква е пак нашата моќ како граѓани да влијаеме на ова и како во суштина да ја препознаеме оваа пропаганда? Имаме многу моќ како граѓани. Јас често сакам да им кажам дека ние сме крајниот потрошувач. Ние избираме од каде ни доаѓа електричната енергија. Ние избираме дали ќе ја штедиме. Ние избираме дали ќе одбереме универзален снабдувач на електрична енергија од фосилни горива или ќе направиме некаков притисок да тој универзален снабдувач од фосилни горива, од електрична енергија од фосилни горива направи брз премен кон обновливи извори на енергија, бидејќи тоа ќе значи и подобрување на состојбата со климатските промени. Локална, ама и глобална, нормално. Ние избираме дали ќе се информираме. Со тоа се бави и последната кампања сега Екосве што ја правеше и конкретно сакавме да ги информираме луѓето за тоа дека популарно кажано природниот газ не е природен газ, туку е фосилен газ. Промена на терминологија, тоа е сама игра на зборови, каде што индустријата со фосилни горива сака да ви каже дека тоа е природен газ кој што инхерентно ни припаѓа и кој што можеме да го користиме и е природен или не загадува. Меѓутоа, на крајот, тоа е фосилно гориво, што го исцрпуваме пак од земјата, исто како јагленот, и што загадува и придонесува за стакленичката градина и придонесува за климатските промени, исто како јагленот. Очигледно е дека нафтените компании преку различни канали сакаат да го одвлечат вниманието од нивните екстремно штетни бизнис модели. И токму поради тоа, надлежните институции треба да преземат соодветни чекори, за да се зголеми свесноста кај сите генерации за постоењето на овој вид пропаганда.